Човекот е човек, пред се истите луѓе заслужуваат иста шанса, иста прилика и исти општествени услови за живот. Ке констатираме по она што го видовме во рамките на претходниот материјал подготвен од колешката Анита Никушева Јованчев. Ке имаме многу вакви материјали на многу теми во текот на наредните емисии, така што следете емисијата Македонија наутро, ке се обидеме со нешто конкретно да го задржиме вашето внимание. Спомена Јани, ке поентираме и ние тема спорт, атлетика во продолжение, Брајан Авија на македонски или Брајан Авија на англиски во оригинал според потеклото на неговото презиме е гостин ова утро во емисијата Македонија наутро. Брајан, добро утро. Добро утро. Добро ни дојде во нашето студио. Добро ве најдов. Прв пат си тука на македонска функцијата на македонска телевизија во нашето студио. Се надеваме дека почесто ќе те гледаме со оглед на тоа што од тебе очекуваме многу резултати во атлетиката. Имаш 16 години, роден си во Скопје, перфектно зборуваш македонски, нели нормално затоа што си македонец. Имаш 4 официјални рекорди и еден неофицијален, па ќе позборуваме прво за резултатите што досега ги имаш постигнато во сферата на атлетиката. Да, како што кажавте, 4 рекорди имам. Првиот ми беше во фрлање на диск со килограм под 16 години. Тој го постигнав со резултат од 53 метри и 20 сантиметри. После тоа ми беше под 16 за скок во далечина, кој изнесува 6 метри и 34 сантиметри. Па оваква скок во далечина исто под 18 години. Тој е 6 метри и 82 сантиметри. Во повеќе бои имам државен рекорд и во сала тој неофицијален под 18 за скок во височина. Меѓутоа сигурно сепак е нашето најдобро остварување, ќе се обидеш да го потврдиш и да го подобриш па да се официјализира, нели? Да. Твојот татко е фудбалер. За очекување децата да сакаат фудбал, кошарка, па во Македонија ракомет. Да. Помалку одбојка, меѓутоа те гледаме дека одбојкарите се сега со одлични резултати. Индивидуалните спортови кај нас се многу тешки за прво за тренирање, затоа што нема баш најсоодветни услови, а потоа и за промоција на еден спортист од индивидуалните спортови. Како ти се реши, како се залюби во атлетиката и реши да се надпреваруваш во атлетика и тоа во повеќе дисциплини? Така се деси, мајка ми да ме запише, да го најде тренерот преку другарка и да ми го исполни времето само за лето да имам што да правам, дека имав многу енергија како дете. И така, не знам, се залюби во спортот, имам тренирано и други спортови, имам и ракомет тренирано 3 години. Ама поубаво ми беше сам да работам како индивидуален спортист, дека така можам да стигнам на повисоко ниво, бар тука во Македонија. Дека со ракометот зависише од цел тим, од цел клуб. А вака како индивидуален спортист можеш само сам да си напредуваш, мислам, по генерала, да. Велиш сам да напредуваш. Има ли во Македонија услови за тренинзи за атлетика? Ајде, услови постојат. Отворено, затворено. Имаме сали, можеби немаме со оние соодветни полиња кои што се потребни, меѓутоа можеби и ќе се најде некаков простор. Стручен кадар, дали има некој што може да те води низ атлетиката? Тренери да имаме, клубови повеќе. Ама услови нема, посебно во зимскиот период, дека треба сала да си има, сала посебно за атлетика. И тоа го немаме тука, затоа одиме на припреми во странство негде. И па и преку лето исто не е баш најдобро, нема бар за моите дисциплини, скоко далечина, скоко височина, нема баш добри услови. Значи излезе спротивното од прашањето. Условите ги нема, а има кадар кој што може да те насочува. Дали сме задоволни од постигнатото со оглед на мерењата, параметрите, дали резултатите твои соодветствуваат на она линија на напредок што треба да се предпостави по која што треба да се движиш? Да, задоволни сме со резултатите до сега. И се надевам дека многу подобри резултати ќе направам во блиска иднина и понатаму. За сега на балканско и на европско ниво задоволен сум од резултатите, ама сепак може подобро, нели? Да, тоа беше следното прашање. Средношколец си, прво да видиме дали ти пречи со училиштето и со образованието тоа што се занимаваш со спорт?
Некогаш спортистите беа на цена во средните училишта, едноставно наставниците, професорите знаат да им прогледаат низ прсти, да ги остават, да не одговараат редовно како сите ние останатите. Па така, имаат разбирање и кај мене професорите, знаат дека сум спортист, кога идам на припреми, знаат дека не можам да научам доволно или нешто слично, па ќе ми прогледат низ прсти, па ќе... Враќаш ли со знаење, потоа одговараш ли? Одговарам колку можам. Така, добре, да се трудиш, најважно е да се трудиш, да имаш резултат на двете полиња. Кон крајот на разговорот, кога ќе отидеш во меѓународни води, како се чувствуваш таму со конкуренцијата? Има многу поголема конкуренција од тука во Македонија. И тоа го сакам повеќе конкуренција, поубаво ми е, можам подобар резултат да направам, адреналин ми се крева повеќе и се тоа. И така поубаво е. И искуство, има дружба со луѓе од сегде, баш е добро. Македонија, јас сум малку повозрастен од тебе, ти имаш 16, а 45, на кај 46 е малку чудно општество за живење, многу долго затворено. Различностите кај нас се препознаваат сега, последниве деценија, две, онака како што треба да се препознаат. Како се снаоѓаш ти во средината во Македонија со оглед на тоа дека имаш и немакедонско потекло, односно нигериско? Во генерала се е добро, мислам, нема никакви проблеми. Ама пак знае некој да се најде да каже некоја глупост или слично. Те погодува ли? Не ме погодува више, мислам, не можам да го сменам тоа, така да само се терам. Исто и на англиски луѓе често ми пристапуваат најпрво, не знаат, не очекуваат дека зборам македонски. И сите се чудат кога ќе им вратам на македонски. И така, не баш убаво ми се свиѓа и природата се така. Остануваш во Македонија, остануваш македонец затоа што си македонец. Да. Ти благодариме што ова утро беше дел од Македонија на утро. Ти посакуваме многу успех, многу нови резултати, израдување, па дај Боже да те гледаме сонот на секој спортист, претпоставам, со Олимписките игри. Да, фала ви.